Почитувани гледачи, почитувани ловци. Денес се наоѓаме во населеното место Валандово, поточно на стрелиштето каде денес ќе се одржи финалето во стрелба на глинени голуби. Покрај мене тука е председателот на ловечкото друштво Орел од Валандово, кој ќе каже нешто повеќе во врска со денешниот натпревар. Добар ден. Добар ден, најпрвин да ви посакам добре дојде во Валандово на стрелиштето на ловечкото друштво Орел од Валандово. Денеска ќе се одржи финалето од турнирот во стрелање на летачки мети, дисциплина трап во организација на Ловечката федерација на Македонија. Би сакал да искажам голема благодарност до председателот на Ловечката федерација Владко Алексовски, кој што веќе неколку години го организира ова финале. Исто така голема благодарност до ловните друштва од југоисточниот регион. Тоа се Фазан Василево, Гоце Делчев Босилово, Беласица Струмица, Скоруш Куклиш и Дабовец Берово. Денеска ќе се надпреваруваме во дисциплина трап 25. Овде до нас е и главниот судија кој што ќе ги каже правилата. Би сакал да му дадеме збор нему, да каже нешто во врска со правилата, па да започнеме со надпреварот. Добро. Тука до мене е господинот Ѓорѓе Илиев. Ке кажете нешто повеќе во врска со денешниот надпревар? Да, денешниот надпревар, председател спомна дека е трап 25 во организација на Ловечка федерација на Македонија. Овој е завршен турнир од претходните 7 надпревари кои беа одржани по ловните друштва и каде веќе ние имаме за тие 7 надпревари веќе е составена листата на надпреварувачите кои беа меѓу првите. На прогласувањето ќе се прогласат и они и денешниот надпревар е како финале или завршен турнир на сите тие 7 надпревари кои беа претходно одржани. И денешниот надпревар ќе биде независен од тие 7 надпревари, да се потврди кој е најдобар, да биде и денеска најдобар. Да го видиме најдобриот меѓу недобрите. Тоа би било така. Колку финалисти имаме? Па денеска има околу 40 надпреварувачи и тие ќе се надпреваруваат во дисциплината трап, па ќе видиме кој ќе има најмирна рака и добро око. Така. Нешто повеќе околу правилата? Па еве вака, правилата, се што ќе биде грешка на техниката, на машините, тоа ќе го поновиме. Се што ќе биде грешка на ловецот, на стрелецот, тоа е промашај. Сите стрелци мора да пукат со муниција од 24 грама. Тоа ќе проверуваме на лице место, да не се некои преполнати метци, да нема некој фалш или поголема грамажа. Ако на надпреварувачот му испукат двата патрони наеднаш, се рачуна постигнатиот резултат. Ако првиот му затаи, вториот го истрела, се рачуна исто постигнатиот резултат. Ако одман застане, реагира, судијата оди кај него, првиот го испукал промашај, вториот не, тогаш се поновува, првиот го пука во празно, вториот кој резултат ќе го постигне, тоа ќе биде пишен во книгите. Така да надпреварувачите, овие се надпреварувачи кои стално се присутни на нашите надпревари, веќе правилата ги знаат, малце поголем правилата се малце поголеми, да не ги повторуваме сите, се знаат. А иначе ова е поред 6-то финале и ќе видим кој ќе биде денес победник. На првото финале пред 5 години беше Васил Тушев прв. На вториот беше Димитар Арапов. На третиот беше Иван Атанасовски. Четвртиот беше Ѓорѓе Илиев, главниот судија. И петиот беше Момчило Стојчев. А денес ќе видиме тоа на прогласувањето. Така. Значи на секој надпревар има секој нов член надпреварувач што добил победник, така на новој турнир. Да. Ова година ќе видиме кој ќе биде прв. Така. Значи уште нешто ако имате да кажете добро, ако не, нели да започнеме со надпреварот. Јас би рекол веќе првата екипа да се спреми на линија за надпревар, за стрелање и да почнуваме. Веќе времето не е гази.
стрикно се погрижиш да дојдеш. Ајде! Ја! Промашај! Ја! Промашај! Погодок! Да. Промашај. Да. Промашај. Погодок. Лево. Да. Промашај. Промашај. Погодок. 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 Да. Погодок. Да. Погодок. Промашај. Ја! Погодок. Погодок. Промашај. Ја! Промашај. Погодок. Промашај. Погодок.
Промашај. Ајде, бункер, почнујме нова серија. Маса, може. Број 1. О! Погодок. 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 Промашај. О! Погодок. Погодок. Промашај. Ја? Погодок. Хоп! Промашај. Гоу! Погодок. Ја? Погодок. Ја? Погодок. Хоп! Погодок. Гоу! Погодок. Ја? Погодок. Погодок. Промашај. Погодок. Погодок. О! Погодок. Къде концентрираш? Погодок. Ја!
Денешниот ден ни беше напорен, многу жежук, а и меѓу такмичарите многу напнан, така да го завршиме без да има некои последици по некои. Јас ви благодарам на сите што беате и се придржаваате на прописто кој за едно стрелиште и за един надпревар важат. Најпрво би сакал пред да ги доделиме дипломите од финалито, да ги доделиме наградите од првенството, од 7 надпревари кои се одржаат тука во југоисточниот регион. Тоа се 7 друштва кои организира трап надпревари и збиро од сите надпревари го дадоа победнико и првите 5 души од тие 7 надпревари. Така ќе почнеме од 5-то место да ги наградуваме постигнатите резултати на стрелците. А претходно ги молам председателите од друштвата да дојдат тука кај мене. Затоа што тие се најголемите виновници за овој турнир кој се одржава тука 30 години. 30 и повеќе. Да почнеме од наградените. 5-то место на турнирите кои се одржуваше првенството го освои Блаже Митев. 5-то место. Војо. Дипломата и едно пехарче. Не, пехар нема, не, пехар тој е за 3-то место. На 4-то место на првенството 24-та година председателот Ице Стоев. Наградата ќе му ја даде Рики. Рики, оди тук помини. Там те им е медалчето. Повели дипломата му ја даде. Трето место, Димитар Арапов. Тоа беше дипломата на Димитар Арапов, пошто се од ист клуб, сега Момчило Стојчев. Тука на масата ставија. Освоено 2-ро место. Ице, ајде. Момчило? Кој е Момчило? И на првенството за 24-та година, прво место во поединечна конкуренција Зоран Јованов. Сега да поминеме на денешниот надпревар, завршениот надпревар од 24-та година или финалето. 5-то место, поединечно, Коста Тушев Таки. Ај обратно памет. Има ли медал? Има. Тројката дек се, јај ги. 5-то место, јај го. Повели. Четврто место на денешниот финален надпревар Иван Атанасовски Радовиш. Ајде, Рики. Закачи го медалчето.
Сега мора да останеш ти тука. За денешниот надпревар. Иван Атанасовски кој освои трето место, бидејќи не прави турнер во Радовиш, тој обезбеди 3 награди за првите тројца пласирани. И затоа тој ќе биде тука, наградите кои ги обезбеди тој ќе ги додели на тројцата. Трето место поединечно првакот од првенството Зоран Јовановски. Се множат успесите. На вас да се Ице, Ајде, множат наградите. И пекарчето. Нека Иване. второ место на денешниот надпревар, финален надпревар. Вториот од првенството Момчило Стојчев. Да. Ова е лиман. Добро. Прво место на денешниот финален надпревар. Петопласираниот од првенството Блаже Митев. Ај, баче, Сега куфар мора да го тука да го напунеш. Сега да го напунеш куфар. Чекай, аз съм. Нека само малко. Елай. Айде, може. Добро. Браво. Драги пријатели, стрелци и ловци, за оваа година надпреварувањето во Трап 25 е завршен. Сега до година. Убав помин на сите. На един. Айде. Ајде! На един. Айде. Ајде!